Сточарите се закануваат со протести доколку до 20 март не им бидат исплатени субвенциите. Според председателот на Асоциацијата на сточари Насер Джемаили, дел од гледувачи се уште немаат добиено финансиска подршка ниту за 2023, ниту за 2024 година поради проблемот со законот за заклано јагне во кланица. Тој вели дека дополнителен проблем си и ветеринарните станици и кланиците кои не ги доставиле потребните забелешки. Забелешки има и тој и сточарите поради ниската откупна цена. Според нив реалната цена треба да биде 300 денари. Гледаме дека од страна на директорката има расположение да не исплатат нас, но бараме и од страна на Министерството да ја поддржат таа и да биде исплатата што побрзо. Ако нема исплата после 20, ние више сме организирани да излагаме и на протести, више до зидот сме и нема назад. Тоа е за законот, задолжително законот што беше за заклано јагне во кланица. Тука има проблеми, имаат проблеми и со ветеринарните станици, со кланиците што не доставиле забелешките што ги примал јаганците. И за жал има многу од стошарите, од вистинските стошари што се, им фалат по едно 10 јагне, тоа е жално. Затоа бараме да се најде решение. Тешко многу, јагнето више расте, цената е многу малце, многу ниска е и на секоја страна сме у лоша ситуација. 300 денари би била реалната цена, што е најмало од тоа е жал. Директорката на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој Даниела Иротова на денешната средба со сточарите во Карбинско стоеше со ставот дека сите сточари кои го исполниле условот ги добиле средствата за претходните години. 2025 таа каже дека се уште се обработува и дека истата ќе ја достава до Министерството за финансии кои ги диктираат средствата. Бидувам да направам една динамика на исплата за редовно сервисирање на обврските, иако морам да признаам дека ние бевме затекнати со обврски кои што не беа исплатени 2023, 2024 и 2025 цела програма не е исплатена. Се обидуваме во рамки на можностите на буџетот кој што го имаме да ги исплатиме сите пред се заостанати обврски, со тоа што сега за само еден месец 30 дена кој што овој период, последниот период, исплативме 1 милиарда и 400 илјади денари за останати обврски и во Трезор имаме доставено уште 540 милиони денари кои што може и дел од нив и денес да се исплатат, до крајот на месецот ќе бидат исплатени. Продолжуваме со динамиката како што ги исплативме овоштарите и лозарите за Свети Трипун. У преговори сме во висина на средствата кои што ги имаме да исплатиме мерки кои што претежно биле засегнати и немаат со години земено субвенции. Таква една таргет група ни се сточарите кои што беа од 2024 година со мерката. Карбинскиот градоначалник Виктор Паунов од лице место на настанот кажа дека средбата е исклучително важна за да се разговара отворено. Тој очекува институциите преку различни мерки да допринесат подобри услови и за земјоделците и за сточарите. Ова за нас е исклучително важна посета. Очекувам општината како и централните институции, Министерство за земјоделие, пред се и сите други кои што се вклучени во поддршка на земјоделците и сточарите да преку различни мерки допринесат заеднички на општината да имаат подобри услуги земјоделците и сточарите. Во координација со централните институции, општината Карбинци останува на располагање во интерес на земјоделците, се што е во нивна можност за постигнување подобри резултати.